Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана подпредседателка на комисијата, почитувани граѓани и медиуми. Веќе сме на последниот ден од општата расправа за разгледување на предлог буџетот за 2025 година и голем дел од важните поенти дали овој буџет е развоен или не е развоен се разгледани и дискутирани од страна на колегите и колешките пратеници во изминатите денови. Секој пратеник има право да дискутира и да го каже своето мислење во однос на поднесениот предлог буџет, секако со своји тези и забелешки во однос на истиот. Јас би рекла дека покрај нашите спротивставени ставови и мислења тука во комисијата, времето ќе покаже и докаже колку овој буџет ќе биде развоен и колку граѓаните ќе бидат задоволни од превземаните активности од страна на владата или нема да бидат задоволни. Најважно од се дека оние 500.000 неважни граѓани кои за жал така беа наречени, се граѓани кои си ја сакаат својата држава, граѓани кои сакаат тука да живеат и да создаваат, а не да заминат од својата држава, односно да заминат од Македонија. Истите тие граѓани на последните парламентарни избори дадоа доверба на ВМРО ДПМН бидејќи сакаа промена и имаат надеж и веруваат дека новата влада ќе создаде услови за подобар животен стандард, со силна економија без корупција, со квалитетно образование, со функционално здравство, со поддршка на младите и највозрастните, со поголеми плати и голем број капитални инвестиции кои ќе значат пред се раст и развој за Република Македонија. Токму затоа, заради сите горе наведени работи кои се компоненти, односно се составни делови на буџетот, Министерството пристапува крајно сериозно, со многу внимателност и прецизност во неговото изготвување и сметам и ценам дека ќе биде развоен буџет на кој ќе се темели одговорна и посветена работа, што ќе придонесе нашето општество и нашата држава да се движат во правилна насока. Имаме пред нас буџетирање базирано на принцип на реалност, односно буџетски приходи кои се планирани во износи во кои реално може да се остварат и расходи на ниво на кое ќе може да се извршат. Исто така, особено важно и ставено во главен фокус е зголемување на приходите преку модернизација и оптимизација на системот за наплата, односно дигитализација на даночните процеси преку управата за јавни приходи и царинската управа. Особено важно за истакнување е воведувањето на e-фактура со цел даночната контрола да се спроведе на подобар и поефикасен начин кој би бил од пресудно значење за полесно детектирање и борба против сивата економија. Целта е преку зголемена дигитализација да се намали сивата економија и да се воспостави ефикасен даночен систем со кој праведно и на праведен начин ќе се наплаќа даночните обврски, а истовремено тоа ќе значи и поголем износ на средства за капитални инвестиции, субвенции, стимулации на работењето на приватниот сектор и пред се средства за граѓаните. На вакво домаќинско посветено и одговорно работење сведоци сме изминативе неколку месеци каде што се придонесе да се зголемат приходите во управата за јавни приходи, да се зголемат царинските давачки, како и приходите во јавното претпријатие за државни патишта и истите тие да бидат наменети токму за граѓаните. Развој на овој буџет, бидејќи се планирани средства за подобрување на условите во здравствените установи и предвидена набавка на медицинска опрема, бидејќи се планирани инвестиции во образованието, детската заштита и спортот. Планирани се средства за изградба и реконструкција на училишта и градинки, на ученички и студентски домови, средства за унапредување на социјалните услуги, средства за инвестиции во земјоделството и многу други програми и проекти кои ќе бидат односно ќе имаат цел да го подобрат животниот стандард на граѓаните во Република Македонија. Посебно сакам да акцентирам дека за мене како пратеник избран од граѓаните на општина Газибово особено е развоен овој буџет бидејќи општина Газибово ќе добие големи капитални инвестиции кои ќе се реализираат со помош на владата на Република Македонија, односно ќе се реализираат со поддршка на овој буџет. Имено учениците од општинското основно училиште Крстен Цирков од насел Баченто после 60 години ќе добијат нова училишна зграда во која ќе можат правилно да растат, да се развиваат и да ги градат своите ученички капацитети, што ќе станат силна иднина на нашето општество и на нашата држава. Исто така граѓаните во населено место Трубарево и околните населени места ќе добијат нова детска градинка со што ќе се решат долгогодишните проблеми со листите на чекање во градинките.
Додека пак учениците од основното училиште Наум Охридски од Срешево ќе добијат нова училишна спортска сала што ќе се создаваат и развиваат под еднакви услови како во урбаните, така и во руралните населени места, бидејќи целта на оваа влада, но верувам дека и желба на сите нас тука е да останат децата во Македонија, тука да се описменат, тука да учат, да студираат, но потоа и тука во својата држава да работат и да имаат една додадена вредност во нашето општество, бидејќи на вистина загрижува фактот, односно процентот на излевање на умни глави надвор од нашата земја. Најважно од се е да ги задржиме младите и затоа е особено важна и поддршката на владата преку предвидените мерки да се создаде услови за креирање на едно безбедно место и развиена средина во која нашите ученици, студенти и млади ќе бидат задоволни. Важно е да ги задржиме младите и да креираме буџет кој ќе значи придобивка, ќе значи развој, напредок, просперитет на младите кои ќе бидат силна иднина на нашата држава и општество. Во спротивно, што и да правиме, какви буџети да носиме, ако нема кој да ги користи, се ќе биде залудно. Да не дозволиме високообразовните кадри, нивното високо и квалитетно знаење и стручност да ги користат останатите земји. На Македонија и се потребни врвни и стручни доктори, професори, економисти, инженери, правници и многу други професии кои ги имаме и едноставно треба да создадеме општество во кое ќе успееме да ги задржиме и да ги имаме покрај себе. Според мене, разликата помеѓу ова и минатата влада е во приоритетите. Денес, за разлика од пред неколку месеци, на врвот на приоритетите се наоѓа граѓанинот и неговите потреби. Со вакви развојни буџети за неколку години од денес во Македонија повеќе нема да има проблеми кои не се за овој век. Истите ги бидат надминати и нема да бидеме светлосни години наназад. Како парламентарно мнозинство даваме силна поддршка на владата која започнува трка со времето. Даваме поддршка Македонија да успее да го стигне трендот на европските и светските престолнини. Нашата поддршка и глас всушност значи поддршка Македонија да го стигне трендот на европските и светските престолнини и ќе значи поддршка за развој и напредок на градовите, општините, населбите и селата во Македонија. Поддршка и надеж за сите граѓани. Македонија ќе го добие она што го заслужува. Ветивме честна, одговорна и посветена работа и тоа полека, но сигурно го остваруваме. Ви благодарам. Благодарам.